одлуката на Уставниот суд да укине два члена од законот кои овозможуваат основицата на платите на именуваните функционери да биде зголемена за 78%, одлука што предизвика бура од реакции во јавноста, претежно негативни. Гостин на оваа тема е Јулијана Карај од Институтот за европска политика Скопје, експерт за јавна администрација. Господја Карај, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, благодарам на поканата. Мислам околу темата за... Да, генерално, одлуката на Уставниот суд беше различно коментирана, главно негативно, бидејќи во време на криза дури и голем дел од функционерите се согласија дека е малку нелогично, нескромно, дури и може и потежок збор да се употреби, да се зголемуваат платите на именуваните избрани функционери за 78%. Каков е вашиот став? Можеби не соодветно и можеби не баш во вистинскиот момент, бидејќи навистина се почнати многу реформи кои што се баш во тек и претходно тие треба да се завршат, односно да се работи на нивно имплементирање, на нивно спроведување, отколку да се оди со ова решение. Не ја знам целисходноста, мислам не е итно, не е ова нешто што треба да се направи, бидејќи знаеме дека чекаат и други плати за зголемување, за усогласување и слично. А околу, ако веќе зборуваме за реформа на јавна администрација, ова и не е реформа на јавна администрација, туку е ова само едно одредено решение кое што секако води кон мотивација, меѓутоа мотивација на политичарите во случајот. Значи, пред се треба да се гледа на мотивација на вработените во администрацијата, на тој начин ќе дојде и до поголемо задоволство на граѓаните, бидејќи помотивирана администрација би испорачувала и подобри услуги кон граѓаните. Да, вие во вашата професионална кариера долго време ја следите јавната администрација и ги студиравте сите предложени реформи и стратегии за реформа на јавната администрација. Ние еве 3 децении од како сме самостојна држава и уште некоја година плюс не успеваме да ја реформираме јавната администрација, да ја направиме како што треба според потребите на големината и обемот на државата. Так. И оценките и натаму се дека таа е преобемна и многу партизирана. Генерално, зошто, прво генерална оценка, зошто толку време, еве 3 децении, не успеваме да спроведеме една, како што треба, реформа на јавната администрација? Во принцип, совршена администрација не постои никаде во светот, па дури ни во Европска унија. И они самите го знаат тоа. Меѓутоа, кога веќе се знае дека одредена работа треба да се направи, значи треба и политичка волја. Да едноставно да решиш дека ќе се занимаваш со тоа и од тој ден да почнеш конкретно да работиш на одредени работи за кои што си зацртал дека ќе ги спроведуваш. Конкретно, законите за административни службеници, законот за вработени во јавен сектор, исто така еден многу значен закон за висока раководна служба, а и законот за организација на органите на државна управа, бидејќи знаете дека е во тек процесот на една огромна реорганизација на државната управа. Сите тие се подготвени, не знам не дали се целосно подготвени, меѓутоа многу долго време не се усвојуваат. Многу експерти сметаат дека, дали и тоа и ваш став, дека за да се создаде ефикасна јавна администрација, која нема да биде партизирана и нема да биде прекубројна при вработувањето само по партиски клуч како заслужни партиски кадри, треба да се прво да се обезбеди да се најде модел за да се најде начин за квалитетно, односно праведно вреднување на нивниот труд на вработените таму. Да. Дали е тоа база на секој закон и дали во новите законски решенија е најден тој модел како правично, односно праведно да се вреднува трудот на вработените во јавната администрација? Во новите закони, да, предложени се некои подобри решенија од претходните, се во насока на подобрување и на процесот на селекција, на процесот на вработување и секако и на процесот на наградување на вработените и нивното оценување. Не знам сега во која фаза се наоѓаат, бидејќи она што го читавме на ЕНЕР е веќе подолго време таму, не знам дали има некакви промени. Меѓутоа, да,
тие закони, доколку се донесат, и Европска комисија смета дека на тој начин ќе се подобри од деполитизацијата и до вработувањето врз основа на заслуги и е еден чекор секако понапред кон реформа, меѓутоа зборуваме сега за административни службеници. Јавната администрација е една огромна тема. Јас би сакала... Да, повелете ве прекинам. Јас би сакал исто така да го спомнам и проектот на кој што конкретно јас и колегите од Институтот за европска политика работиме. Тој се вика зајакнување на граѓанското општество од Западен Балкан за реформирана јавна администрација. И сега тука заедно со 6 партнерски организации од Западен Балкан ги следиме реформите. И на тој начин реформата ја доближуваме поблиску до граѓаните. Значи, граѓанските организации помагаат во мониторирање на реформата на јавната администрација. Конкретно, Европската комисија го оцени овој проект како исклучително успешен и затоа и го добивме и третиот поред Вебер. И ова ќе биде четврт монитор на реформата на јавната администрација, кој што мислам дека некаде во април ќе го објавиме. Тука ќе ве прекинам. Последниот предлог закон од јануари, 5 јануари годинава, што го предлага Министерството за информатичко општество и администрација, таму надлежните во описот на новиот предлог закон и самите признаваат дека владее вистински хаос во однос на платите во јавниот сектор, за кој следи регулирање преку голем број закони и колективни договори, па подолу во објаснувањето вика новиот закон има за цел еднаквост и го носи основниот принцип на еднаква плата за работа со еднаква вредност. Каква е таа еднаква вредност и еднаква плата не е до објаснето, барем јас не можев да најдам објаснување. Искрено не сум во тек, меѓутоа мислам дека се работи за основицата и за коефициентите, има доста усогласувања кои што треба да се направат. Знаеме дека беше актуелно и за вработените во областа на културата. Инаку во суштина системот на плати, повторно ќе кажам, на административните службеници е релативно добро регулиран. Отсуствува наградување на администрацијата, особено оние вработени во администрацијата кои што работат на процесот на европска интеграција и на ИПА помошта. Добро, ние не можеме да се споредуваме, например, со една Словенија, за жал, со која до пред 3 децении бевме дел од една заедничка држава, меѓутоа треба да тежнееме и да се обидуваме да ги искористиме добрите практици и практики од таму. Како една држава со сличен обем и по големина и по број на население го уредила тоа со системот на на платите на јавните службеници и административци? Или, например, кој би бил соодветниот број во Македонија, иако со бројки е неблагодарно да се зборува без една сеопфатна анализа. Например, во Македонија во моментов има 1346 јавни институции со повеќе од 132.000 вработени. Да, голема е бројката на... Кој при тоа се измешани надлежностите на голем број институции. Има дури и министерства кои не се јасно прецизирани за што се формирани и нивното постоење. Надлежности. Да, токму процесот на реорганизација се предпоставува дека ќе ги надмине овие проблеми и автоматски законот за организација на органите на државната управа, но сепак никој не е подготвен на едни радикални чекори во смисла на намалување на бројот на администрацијата, но се наметнува прашањето дали е возможно одредени луѓе за кои што цело време зборуваме во јавноста дека не сите работат во администрација, дека истите тие луѓе треба да се распоредат на оние места кај што би ја работела работата, а тие кои што вистински работат да бидат наградени. Тоа се вика принцип на задржување на кадрите, значи да се мотивираат да се задржат во администрацијата, да не заменат од администрацијата. Пред се тоа, затоа ги напоменав преска лицата кои што работат на процесите на ЕУ интеграција, на ИПА, а исто така и IT кадрите. Тие се навистина многу значајни во администрацијата, бидејќи не се доволно платени и ги нема. И тоа е најголемата причина, пред емисијата што спомнавме за процесот на дигитализација. Да, ќе зборуваме за тоа, само уште малку во делот на платите. Моментално 30%, околу 30% од буџетот се трошат за плати на јавната администрација. Според некои експерти, за да државата тоа на долг рок го издржи без дополнителни задолжувања и товар за наредните генерации, би требало платите да се сведат во рамките на максимум 15%
од буџетот. За да се намалат на 15% треба да се намали веројатно бројот. За притоа тие да бидат и добро наградени и мотивирани да си ја работат работата за која се. Да, добро. И покрај тоа, бидејќи, како што кажав, тешко е. Оваа реформа, особено кога се работи за луѓе вработени и нивно отпуштање, навистина тежок чекор кој што мислам дека ни една влада не би се осмелила да го направи. Да, отпуштањето на вработените треба голем политички консензус и да се прават компромиси на своја штета, односно да се загубат неколку изборни циклуси веројатно, но тоа е политичко прашање. Она што е во вашиот делокруг како експерт за јавна администрација, и Европската комисија во последниот извештај за напредокот на Република Македонија констатира дека Македонија останува умерено подготвена во однос на својата реформа на јавната администрација. Значи не се нашите субјективни оценки дека тапкаме во место. Не се, точно. Тоа е оценка на Европската комисија. Зошто не можеме да направиме исчекор? И вие ми објаснувате дека има некакви чекори мали, но не можеме да направиме позначителен исчекор. Дали и за тоа треба поголем политички консензус или поголема политичка волја од страна на власт? Поголема политичка волја и решителност. Дека ако нешто си почнал, односно си почнал со реформа, дека со истата треба со малку позабрзано темпо, па и не и толку малку, со вистински забрзано темпо да се сработи овој процес. Бидејќи многу реформи, многу процеси се во тек, меѓутоа сето тоа е на едно незадоволително ниво. Треба многу повеќе. Ви кажав, особено законите кои што се се уште не усвоени. А да не правиме муабет понатаму за нивната имплементација. Ние ќе ги усвоиме законите. Имаме многу добри решенија, меѓутоа слаби сме на имплементација. Тоа го заклучува Европска комисија и Сигма ОЕЦД. Бидејќи ние околу стратешка рамка за реформа на јавна администрација стоиме многу добра. Имплементацијата и тука ни отсуства. Во регионот, например, околу стратешка рамка и околу отчетност стоиме на вистина добра, отчетноста на администрацијата. Меѓутоа, лошо стоиме со управувањето со човечките ресурси. Објаснувањето на владата по одлуката на Уставниот суд беше дека таа ги бранела укинатите два члена кои го замрзнуваа зголемувањето на функционерските плати, односно не овозможува ова 78% и дека тоа нема да значи автоматски дека сите именувани избрани функционери ќе добијат зголемување на платата за 78%. Меѓутоа, простор за тоа се отвора сега по одлуката на Уставниот суд. Голем дел и од функционерите и од министрите дури реагираа со тоа дека лоша порака е ако некој, мислам дека рече министерот Османи за надворешни работи, рече дека лоша порака е ако некој министер каже дека не му е битна платата, висината на платата, меѓутоа дека во време на криза кога инфлацијата расте, да се тргне од зголемување на платите на функционерите е нелогично, бидејќи има други приоритети веројатно во платите. Например, лекарите, медицинските работници, здравствените работници чекаат зголемување и тоа се штрајкува и се протестира за зголемување од 2 до 3.000 денари, а 78% никој не размислува или ниво убавите желби не би можел да си посака, меѓутоа дали некој размислува дека и тој буџет се полни од приватните компании, од нашите даноци, од даноците на граѓаните и на компаниите. Дали тоа стопанството на долг рок би можело да го издржи и во таа насока дали ова е дел од реформата на јавната администрација? Не, ова не е, како што реков и претходно, не е дел од реформата на јавната администрација. Не велам дека е незаконски, бидејќи знаеме дека основицата не била усогласена и дека тоа е нешто што секако требало да се направи. Меѓутоа рековме дека има други приоритети. И не само околу платите, него едноставно други приоритети во процесот на реформа на јавна администрација. А пред другите приоритети се граѓаните да осетат дека некој ја испорачува услугата кон нив на соодветен и задоволителен начин. Бидејќи тука се критиките најизразени на граѓаните околу испорачувањето на услуги. Граѓаните не знаат за координација на политики, за стратешка рамка и за транспарентност им е битна, меѓутоа најмногу за граѓаните е значено испорачувањето на услуги, односно една администрација која што ќе биде ефикасна, ефективна и која што ќе работи за граѓаните. Вие во вашите истражувања забележав дека посебен осврт сте
направиле во однос на дигитализацијата на администрацијата како една од алатките, една од можностите другото, и за намалување на корупцијата. Зошто таа дигитализација е многу важен сегмент од администрацијата, од реформата на администрацијата, кога во Македонија владее уверување се уште расположението на мнозинството од граѓаните дека сакаат очи во очи да си завршат дека не веруваат уште не на тие по електронски пат, туку директно на стариот проверен начин со хартија и на тој начин. Па добро, сепак меѓутоа кога и би имало и некоја кампања колку е значајна дигитализацијата, би сватили граѓаните. Нашите последни анкети па баш и покажаа дека на граѓаните им одговара овој процес на дигитализација, дека веќе и се во тек, дека особено после ковид пандемијата и знаат како да пристапат и да дојдат до тој начин. Можеби во помалите делови на Македонија, во помалите општини не го прават тоа, меѓутоа во Скопје секако дека на граѓаните има дигитализацијата приоритет. Меѓутоа и тука има уште многу да се направи, значи и тука се почнати многу процеси, интероперабилноста, односно поврзувањето на податоците на регистрите на државните институции, дигитализацијата исто така треба да нуди многу повеќе дигитални услуги, бидејќи не сите се целосно дигитализирани. Така што еве и во оваа област има уште многу да се направи. Исто така владата најавуваше дека ќе се донесе дека ќе постои закон врз основа на кој ќе се формира агенција за дигитализација или како беше дигитална агенција која што на некој начин ќе ги регрутира IT кадрите и ќе ги распределува во институциите, што значи дека и овде повторно се отвара прашањето околу плаќање на тие IT кадри. Да ги задржиме дома, да не ги пропуштиме да си заминат достоинство. Карај ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма и за вашите размисли Благодарам на тема на поканата. реформа на јавна администрација. Фала и вам.